конкретно за кадрите? Конкретно, да, ние правиме секоја година правиме анализи и врз основа на анализите кои што ги правиме на годишно ниво по районни плански региони. Во овој дел најмногу е барана машинската струка, односно машински техничар, електроструката, електротехничар, електромеханичар, електромонтер. Значајно е тоа што сега веќе имаме и побарување од страна на земјоделската и прехранбената индустрија, каде што повеќе ќе треба да вложуваме во агротехничари, земјоделски техничари, се со цел да можеме да го поттикнеме земјоделската дејност во овој период. Значајно со оглед на сите овие дејности што се случуваат и овие процеси кои што се случуваат со пандемијата, веќе се побарува и делот од IT струката, нели, за да можеме да се прилагодиме на сите овие функционалности и брзи промени кои што настануваат со самата модернизација на процесите во компаниите. Според вашите истражувања, што имаме вишок на кадри? Вишок на кадри имаше во медицинската струка. Меѓутоа, зборувам дека таму најмногу се запишува, имаше од електроструката, од економската струка се извинувам, меѓутоа сега со оние анализи кои што ги правиме, економската струка исто така станува барана, медицинската струка повторно станува барана, но за жал не за нашите потреби во нашата држава, туку за да можат да одат во странство. И затоа не сакам да ги ставам во оној комплет пакет кој што се како кадар што им е потребен на компаниите.